Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Наша гостинка во ова издание е претседателката на новата антикорупцијска комисија Билјана Ивановска. Ке разговараме за првите случаи на можен судир на интереси и корупција што веќе ги испитува комисијата, но и за други прашања и дилеми поврзани со новиот закон и со работата на ова тело. Еден од случаите кои што ќе го испитувате е вработувањето на ќерката на претседателот на парламентот Талат Џафери во Елем. Можел да изврши влијание, бидејќи неговата позиција му обезбедува моќ, која што може да придонесе да влијае на луѓето кои што одлучуваат во Елем, да кажеме, и да... Имате инструменти тоа да го утврдите? Па ви кажувам како. Како можете да проверите дали наводите во некој анкетен лист се точни? Можете тоа да го направите? Па ви кажав, тоа ќе го проверуваме со поврзување со базите на податоци на институциите од каде што се црпат. Што е со тие што се кријат зад офшор компании? Сега немаме поврзување со такви банци за офшор. Тука ќе ни бидат од помош истражувачкото новинарство најмногу. Имаше примери на актуелни функционери, министри, вице-премиери со собственички удели во дел од фирмите кои што учествуваа на тендери за јавни фондови, и беа избрани да добиваат државна помош од владата, односно од државата и така натаму. Ме интересира дали оваа одредба е доволна брана ова да не се повторува и случува во иднина. Бидејќи е ставена таа одредба, за да не се случува во иднина. Бидејќи овде читам обврска само да се пријави, да се декларира, но што потоа? Па видете сега. Останете на Алсат, разговорот со шефицата на новата антикорупцијска комисија почнува по кратка пауза. Гледате 360 степени. Во студиото на Алсат и 360 степени вечерва е господја Билјана Ивановска, претседателка на Државната комисија за спречување на корупцијата. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, ви благодарам за поканата. За оние што не успеа да ги гледат директните преноси на МТВ, да кажеме дека станува збор за дипломиран економист, кој што на почетокот на својата кариера работел во Собранието на Република Македонија, некако пратеник во стручните служби, во делот работните тела, комисиите, имат искуство со делот првиот, делумно и вториот парламентарен состав во независна Македонија. Потоа малку работите во Министерството за финансии, во делот за буџет. Да, во секторот за буџет и фондови тогашен бе вклучена во делот на буџетирање на органите на управа. И од 2000 година се селите во Државниот завод за ревизија, практично најголемото искуство го стекнувате таму. Самата во својата биографија велите дека сте горда на начинот на кој што сте направиле повеќе од 60 ревизорски извештаи заедно со вашите колеги на различни институции и сегменти од трошењето на јавните пари. Последните 5 години сте раководител на тим во сектор за ревизија на програми финансирани од ИПА за земјоделство и рурален развој. Тоа е ревизија на ИПА, накратко вака позната. Тоа е дел од ревизорското тело за ревизија на ИПА фондови. И оттаму аплициравте на повикот, сега сте избрана за претседателка на новата во жаргон кажано антикорупцијска комисија. Ке разговараме на повеќе теми. Ми се чини најактуелни се вработувањата на блиски и роднини на функционери и други избрани именувани лица во земјава. Објавивте дека врз основа на член 76 од новиот закон за спречување на корупција и судир на интереси поведувате постапка во 18 случај, иако се чини сега ќе го надополнувате бројот, бидејќи секој ден ви се појавуваат. Нешто почна се зголемува списокот. Да. Мислам да излегуваат нови случаи. Да, има ли некаков напредок, иако е предпоставувам се уште многу рано? Се уште е многу рано, значи сега сме во фаза да ги бараме потребните документи поврзани со постапката за вработување на овие 18 лица. И откако ќе ги добиете, откако ќе ги добиеме документите, тогаш ќе испитуваме постапката дали била соодветна како што треба или Мојата дилема е зошто отворате постапка врз основа на членот 76,
а не, например, врз основа на членот 56, кој што директно се однесува на вработување. Забрана на влијание за вработување блиски роднини. Сте се сочиле со оваа дилема? Па не разговаравме во комисијата, меѓутоа сметавме дека како посоодветен член, посеопфатен член е членот 76. Затоа врз основа на тој член ја почнавме постапката. Каков ќе биде вашиот однос кон оние што се на овој список или ќе ги додадете на тој список, а веќе објавија повлекување или имаат во најава повлекување од работните места? Така, ние ќе постапиме без оглед дали некој се повлекол или не, бидејќи во суштина нашата работа е да испитаме како функционира системот за вработување. Значи, дали постапките се транспарентни, дали се отворени кон јавноста, дали обезбедуваат фер конкуренција, дали обезбедуваат да се пријават доволен број соодветни кандидати, дали обезбедиле критериуми кои што ќе го вреднуваат вистинскиот кандидат на најсоодветен начин. Значи, нашата улога е тука... Имате основа ова да го проверувате? Па тоа ќе го проверуваме. Бидејќи ова се однесува на судир на интереси. Членот 76. Постапка пред Државната комисија за утврдување судир на интереси. Значи, судир на интереси е нешто друго во случајов... Нема тука судир на интереси во смисла дека тие немаат право да работат во друга јавна институција. Секој има право негдека да се вработи. Него дали од позиција именуваното лице вршело некаков притисок за неговиот близок да се вработи покрај тоа што можеби не ги исполнува условите. Инаку во Уставот, според Уставот, сите граѓани се исти, нели? Секој има право да се вработи. Проблемот е во нашава земја од тоа што нашиот систем, како што постои институционален, не обезбедува уверување кај граѓаните дека се онака како што треба да биде и дека се бира квалитет. За жал имаме институционален систем кој што генерира сам по себе непотизам. И тоа е она што е улога на Државната комисија за спречување на корупција, да може да делува, ако треба и антикорупцијска проверка да се направи на законите, да се зајакнат институциите во тој смисол да обезбедуваат фер и ред. Вие зборувате за еден многу поширок пристап. Јас ви го поставив прашањето затоа што се плашам дека и новиот закон за кој што се тврди дека ви дава многу повеќе ингеренции, сила, моќ да делувате и да влијаете на општествените текови, дека сепак во овој дел како да ве ограничува. Знаете во која смисла? Например, еден од случаите кои што ќе го испитувате е вработувањето на ќерката на претседателот на парламентот Талат Џафери во Елем. Така? Да. Сега, господин Џафери на никаков начин директно не бил вклучен во постапката на вработување на неговата ќерка. Можел да изврши влијание. Можел да изврши влијание, бидејќи неговата позиција му обезбедува моќ која што може да придонесе да влијае на луѓето кои што одлучуваат во Елем, да кажеме, и да... Имате инструменти тоа да го утврдите? Па ви кажувам како. Значи, ние најнапред ќе утврдиме, ќе тргнеме од систематизацијата на Елем. Дали се вршеле чести измени на систематизацијата, дали за потребите на ќерката на председател е креирано работно место колку само таа да се вработи. Дали имало транспарентен оглас? Дали на тој оглас се пријавиле повеќе кандидати? Дали таа била најдобрата? Дали имало првен соодветни критериуми за селекција на кандидатите? Дали после цела таа селекција ќерката на председателот била најдобрата? И што ако се испостави дека сето тоа е во ред? Ако се испостави, ако сето тоа е во ред, таа заслужува да работи, секој заслужува да работи. Но ќе остане впечатокот во јавноста дека ќерката на Талат Џафери се вработила во Елем. Сите ќерки и синови некаде треба да работат. Жалосно е ако чекаат на родителите да ги вработат. Секоја професија си заслужува соодветно заслужено парче леп. Мислам дека не треба никој за никого така да ургира. Ние требаме да помогнеме како институција да ги увериме граѓаните дека ќе успееме да имаме еден зајакнат институционален систем кој што ќе обезбеди квалитет.
Да не се случи, како што веќе ни се случува, и понатаму да не се случува квалитетот да се оди надвор од државата, заради тоа што не може да се верификува тука во сопствената земја. Ве разбирам во намерите. Што би биле евентуалните санкции? Ако утврдите во некој од овие случаи... Да препорачаме да се поништи постапката, например. Да препорачате? Да препорачаме, односно да се обратиме на тамошните институции, да видиме кој под каков притисок работел, секој подпис треба да си има своја тежина, кој подпишал за такво вработување, дали тука има коруптивни елементи, дали му е понудено нешто, дали побарал нешто за да го изврши. Мислам, има, нели? Да. Може да има санкции за функционерите? Може да има, зашто да не може? Мислам на избраните именуваните лица, чии што роднини се вработени. Може да има, зашто? Ако се утврди дека делувале коруптивно, нормално дека ќе има санкции. Дали ваква постапка ќе поведете и за случаите од времето на претходната извршна власт на ВМРО ДПМНЕ? Бидејќи еден првичен впечаток е сега дека еве сега се фокусираме на овие актуелните, а овие што претходно за кои што исто така имаше нели објави во јавноста дека се вработувани по партиски клуч, по роднински клуч и така натаму, може да си свиркаат и да си уживаат, па дури да им се смеат на овие сега. Па знаете како е сега, оваа комисија долго време се очекуваше да почне да функционира и сега откако започнува еве да функционира, малце не би било добро ние да се фатиме со некое минато, а да оставиме да гори тука. Најнапред да го изгаснеме пожарот што гори, за да не предизвикува други пламени во иднина. Но тоа не значи дека нема да се навратиме на случаите на претходни случаи, на претходни години. Ова го зборувате само декларативно или навистина имате намера тоа да го направите? Навистина имаме намера, меѓутоа ајде да ги совладаме овие првични удари сега што ни доаѓаат со новиве вработувања, со председателските избори, да почнеме да функционираме како комисија комплетно поврзано со сите институции онака како што ни пропишува законот. И после тоа си ред по ред паралелно ќе работиме и ново и старо. Меѓутоа овој прв колку длабоко би навлегле во тој процес на вработување? Ние сега кажавме дека минимум од 2015 навака ќе проверуваме, но тоа не значи дека примерокот ќе биде проширен и за период пред 2015. Значи, она што е сигурно е дека од 2015 наваму ќе проверуваме, тогаш имаше нови законски решенија во Законот за административни службеници и поради тоа го одбравме тој пресек, но тоа не значи дека нема да опфатиме и некој период претходно. И сега пак, бидејќи претпоставаме интересно за јавноста, ако утврдите проблеми во некое вработување во тој период, ќе препорачате тоа да биде укинато вработувањето? Па, нормално. Добро, објавивте исто така дека ќе го проверите и доделувањето пари за проекти од годишната програма во Министерството за култура, бидејќи и за тоа имаше многу реакции. Докаде сте во таа постапка? И тој предмет е започнат. Веќе е испратено барање до Министерството за култура за потребната документација за да се испита целиот процес на доделување на средствата од програмата за култура. Ке видиме. Да, деновиве се одржа средба на премиерот Заев и министерот за култура Адеми, од која што епилогот е дека она што досега е доделено не се доведува во прашање и дека ќе се разгледуваат само апликациите на оние што целосно се одбиени. Јас би сакал да ви посочам неколку примери за првичен коментар на човек кој што е со искуство во оваа област. Например, има примери во иста дејност, во иста, значи, како да кажеме, ставка во рамките на програмата, комисијата бодувала со исти бодови, 3 да речеме, апликации. Побарани се различни суми пари, ако се погледна одобреното, во проценти е сосема различно. Во конкретниот случај, 3 добиле по 80 поени, едната добила 45% од побараните пари, друга 46%, а трета дури 80% од побараните пари. Некако нема логика во тоа значи дека методологијата за вреднување на програми на овие проектите што бараат пари не е како што треба. Ова е проблематично од ваш аспект? Да. Се разбира, ќе имате шанса, претпоставаме и вие самите да го проверувате. Има и други примери. Побарана иста сума,
пари, бодувано со различни бодови, сега тука абсурдот да биде уште поголем, оној што добил најмалку бодови, добил најмногу процентуално пари, а оној со најмногу бодови најмалку пари добил. Не ми многу сега вака интересно и Ќе ви го дадам овој податок, не дека може би ќе ви биде некаква првична, да кажам, индиција. Ме интересира врз основа на што ги даваат бодовите, што е тоа што се бодува. Например, Министерството за култура според мене треба да има некоја програма која што произлегува од некоја стратегија на државата во смисла на тоа што сакаме ние да постигнеме како држава во културата. Значи што ни е приоритет да финансираме традицијата, филмот, нели? Што е тоа што ни се стратешки цели во културата? И од таму тоа треба државата да го финансира. Значи многу е интересно врз основа на што се добиваат бодовите. Ќе имате шанса, ќе проверувате веројатно и ќе ни известите кога ќе стигнете до првите наоди. Вечерва сакам да отворам уште една тема, ограничување на вршење на дејност за време на вршење на функцијата. Член 45 од новиот закон се вели дека секој избрано или именувано лице е должно во рок од 30 дена од денот на настапувањето на функцијата до институцијата, односно органот во која врши функцијата, да ги пријави правните лица во негова собственост, во кој има акции или удели или управувачка функција. Ова ве прашувам затоа што имаше примери на актуелни функционери, министри, вице-премиери со собственички удели во дел од фирмите кои што учествуваа на тендери за јавни фондови, добиваа и беа избрани да добиваат државна помош од владата, односно од државата и така натаму. Ме интересира дали оваа одредба е доволна брана ова да не се повторува и случува во иднина. Бидејќи тоа е ставена таа одредба, за да не се случува во иднина. Бидејќи овде читам обврска само да се пријави, да се декларира, но што потоа? Видете се, со самото тоа што со новиот закон на комисијата и е доделена обврска и надлежност да може да се поврзе со останати бази на податоци на други институции, да кажеме Централен депозитар на хартии од вредност, катастар и така натаму, каде што точно ќе може да добие слика за целата имотна Централен регистар исто, да може да добие целата слика за имотот на еден функционер и тоа многу лесно ќе може да се проверува, да се мечуваат податоците и со тоа ќе бидеме расчистени. Само треба да профункционираме. Тоа ве прашувам, сакам да ве прашам, бидејќи законот вели дека треба да имате таа... Тоа треба да се стави во функција, Но го немате се уште. Се уште го немаме заради тоа што, кажувам, имаме опрема која што чекаме да се инсталира, немаме соодветен простор, чекаме простор и тоа ќе потрае еден месец најмалку. Додека да се сместиме во просторот, да инсталираме опремата, да обезбедиме софтвер и да можеме да работиме. И тогаш ќе имате непречен пристап електронски до многу бази на МВР, на катастар, на сите институции, па и на банките? Да, ако треба, ако се отвори случај на банките. Тогаш мислам дека сите ризици ќе се покријат со контроли. Добро, ги спомнавте и самата во еден од воведните ваши одговори изборите. Веќе сме во предизборен период, кампањата се уште не е почната, но де факто ова е предизборие да кажам. Ќе имаме претседателски избори, но во 3 општини и локални избори, Охрид, Новосело и Дебар. Имате капацитет, спремни ли сте да ги следите можните злоупотреби за време на ова предизборие? Реално капацитет некој голем во секретаријатот баш нема многу луѓе, меѓутоа не сме сами. Тука се медиумите, тука се граѓанските здруженија, тука се другите органи надлежни, разговаравме со Државната изборна комисија, тука е Државниот завод за ревизија, помеѓу овие 3 институции сега ќе потпишеме и меморандум за соработка, така што мислам дека сите заедно ќе успееме да излеземе на крај со изборната кампања. Особено наш интерес ќе биде во следењето на користење на буџетските средства, да нема злоупотреби на службени возила, на буџетски средства да се користат за кампањите, но и на човечки ресурси, да не се ангажираат вработени во
Да. Ајде како тест прашање, не знам дали успеавте да го видите, на дел од социјалните мрежи се појави едно видео, тоа е пред моментот на распишување на изборите, не го врзувам за предизборието, но ете да видиме дали може да биде некаква индиција каде е границата на тоа што е злоупотреба на јавните средства и добра за партиски цели. Се појави видео на кое што се гледа функционери на актуелната владеачка партија СДСМ, како на состанок на извршниот и централниот одбор на партијата дошле и заминуваат со службените автомобили. Дали тоа влегува во злоупотреба на користењето на председател на влада, министер за одбрана, министер за внатрешни работи, така мислам. Има еден список на министри, тие се 24/7 со своите возила, така што мислам тука ние не можеме. Но што останува со другите возила? Евентуално директори, да речеме, на јавни предпријатија. Директори, ама не само тоа, има возила од министерството, не мора да е возилото на министерот. Така, има возила од министерството што може да се злоупотреби. Значи не е црно-бела тука сликата? Не е црно-бела, да. Не е само министерот на тоа министерство, а кај се службените возила? Во сите министерства има по еден куп службени возила, кои што може да се користат за овие цели. Добро, го спомнавте генералниот секретаријат, вие ја реизбравте Розета Трајан за генерален секретар на Државната комисија за спречување на корупцијата. Ќе ве прашам зошто и дали немавте барем малку дилема, дали треба да ја реизберете, затоа што станува збор за госпоѓа која што во јавноста веќе беше јавно споменувана како поранешна советничка на поранешниот премиер Никола Груевски, и тоа неколку години. И второ, затоа што во периодот кога е веќе генерален секретар на ДКСК, од ноември 2016 до февруари 2017 станува член и на управниот одбор на јавното предпријатие Македонска радиодифузија. Па сега некако и двете работи се проблематични за човек кој што ќе го води секретаријатот на една комисија која што навистина сега има поприлични ингеренции и моќи. Вака се, ние на првата седница го избравме генералниот секретар по укажување на членовите од комисија кои што претходно работеле во секретаријатот, дека Розета е навлезена во работата, дека е стручна, дека е компетентна, одговорна личност и дека добро би било да продолжи и понатаму да биде генерален секретар. Јас лично им верувам на колегите, сите се согласивме од комисијата и дадовме шанса на Розета да продолжи понатаму. Искрено, овие информации сите не сум ги знаела до сега. Мојот досегашен впечаток е дека станува збор за одговорна личност. Лично мене партии не ме интересираат, ако некој се изврши работата како што треба, има шанса да работи. И вие имате обврска да го пријавите, да ја пријавите имотната состојба и интересите. Зошто вашите анкетни листови се уште не се достапни онлайн? Па ќе бидат. На никој од комисијата се уште не се. Да, но тоа мислам на никој од членовите. На никој од членовите се уште не се. Тоа разговаравме со одговорните долу во службата. Се бараше некое друго решение. Ќе бидат, наскоро ќе бидат. Мислам не. А сите ги имате веќе доставено? Бидејќи имате законски рок, мислам дека не ви е истечен. Не, имаме 30 дена, не е законскиот рок, ќе се испочитува рокот, ќе си биде доставен. Интересно е дека во таа одредба од законот не стои само пријавување на имотната состојба, туку и на интересите. Вие сте сретнали анкетен лист во кој што и интереси се пријавени? До сега не сум сретнала таков анкетен лист. Сега треба фактички да се креираат нови образци според новиот закон. И тука сме ние во тие размислувања, тие преговори какви да бидат и што да бидат и да се поврзат со софтверското решение. Фактички образецот што сега треба да се пополнува да биде патоказ како да се направи софтверското решение за електронско пријавување на вакво. И не знам, ја до сега не сум видела таков образец за интереси, нели? Се чини важно и тоа. Важно, да.
Како можете да проверите дали наводите во некој анкетен лист се точни? Можете тоа да го направите? Па ви кажав, тоа ќе го проверуваме со поврзување со базите на податоци на институциите од каде што се црпат. Што ако некое лице нема, да речеме, пријавено се? Може би тоа што го има пријавено е навистина така, точно, се прецизно, но може нешто и да нема пријавено. Целта е со самото евидентирање на матичниот број, да речеме во катастар, излегува целиот имот од катастар за тоа лице. Така да и да нема нешто пријавено, ќе излезе од катастар што е тоа што не е пријавено. Што е со или оние возило, што или возило, или се ставаат на список нели сите роднини кои што живеат на таа адреса, односно се дел од потесното семејство на лицето. Со тоа, значи, кога ќе се упише матичниот број на соодветното лице, излегува целиот имот, возило, движен, недвижен имот. Што е со тие што се кријат зад офшор компании? Како ќе доаѓате до податоците за нив? Сега немаме поврзување со такви банци за офшор. Тука ќе ни бидат од помош истражувачкото новинарство најмногу. Ќе видиме, ќе се справуваме некако. Да. Сакам да ве прашам за еден конкретен пример, ми се чини интересен, можеби ќе биде еве и меѓу првите што ќе го проверите, не сакам да прејудицирам ништо, но станува збор за анкетниот лист на гувернерката на Народната банка Анита Ангеловска-Бежовска. Во незиниот анкетен лист има пријавено имот на брачен другар, акции во вредност од околу 35.000 евра. Се појавија гласини дека станува збор за акции во банка. Ако се знае дека Народната банка врши супервизија на комерцијалните банки, тогаш, ако е ова точно, пак велам, тогаш дали има проблем гувернерката? Од аспект дека има судирни интереси? Да. А сега, на кој начин таа влијаела да сопругот да ги купи акциите во одредена банка? Акциите се на берза. Не, Народната банка раководи со супервизијата, а тоа е тесно поврзано со работењето на банките. Во таа смисла. Мислите да има спекулации на берзата за да растат, за да опаѓаат акциите, нешто Па во таа сега смисла? севкупното работење на банките доведува до порасти, до пад на вредноста на акциите, нели? Добро, меѓутоа тоа не ги банката? Да, меѓутоа тоа не ги ограничува па луѓето да купуваат акции, има и други банкари што купуваат акции на берза. Тоа не е, мислам дека тука нема судирни интереси според дури мен. Дури да станува збор за акции во банка. Добро. Повторно слично прашање како и кај вработувањата. Што со имотот на функционерите од претходната власт? Дали има простор за проверка на нивните анкетни листови сега, наназад, бидејќи тие не се актуелни функционери? Не се актуелни, ние заземаме став сега како комисија, го градиме, поточно да кажам ставот. Што ќе правиме со сите тие анкетни листови од минатото? Ќе видиме и времето колку ќе ни дозволи да сето тоа да го правиме. И јас лично се залагам колку што можеме подлабоко да навлеземе и во минатиот период, да не биде само цртата од тука па натаму. Ама ќе видиме колку ќе имаме време за се. Да. Мислам, вие што се клучните и горливи прашања што сега произлегуваат, мораме да се насочиме кон нив, мораме најпрви нив да ги решаваме. Да. Мислам дека меѓу тие го имате споменато и фондот за иновации, бидејќи Да, и фондот за иновации, бидејќи тоа е од поново време. Се уште не ни е ставено како точка на дневен ред на комисијата, меѓутоа во наредниот период ќе го ставиме. Оваа недела веќе нема да имаме комисија, од следната недела ќе видиме точно на која седница, важно ќе го ставиме. Добро. Колку мина имате вработени во секретаријатот, бидејќи 20 се на се. Само 20. 20-тина, од 20-тина веќе 20 и тоа стручни државни советници се веќе членови на комисијата. Што значи и во тој дел е десеткуван секретаријатот. Имате потреба таму да го заселувате имаме потреба да се секретари? зајакнеме, да. Ќе имаме потреба да се зајакнеме. Ќе видиме на кој начин, дали ќе биде тоа со преземање, тоа се ќе зависи како Министерството за финансии ќе може да обезбеди средства. Дали ќе биде со преземање од други институции, дали ќе биде преку огласи. Во секој случај нас не требаат изградени кадри, не ни требаат многу почетници. Многу тешко прашање, тоа е најгорливо прашање. Да. Затоа што целата надлежност можеме да ја
извршиме со луѓе. Така е. Со законот имате право да изрекувате глоби, така? Да. Дали глобите вака на прва не ви се чинат многу ниски? Па добро се, за износот на глобите се договориле или при донесување на законот ги испеглале висините. Да ве прашувам дали некој можеби ако сака да сокрие подобро би нешто, платил глоба отколку да се клапил, да, имате право за тоа. Законот знаете како е, за сега е тој, меѓутоа тоа не е фиксно. Устав се отвара, не па закон да се промени. Доколку тврдиме дека постојат некои такви нешта, би можеле да предложиме промена на тие членови. Добро. И самата сте свесна дека практично вашиот избор следува по оставките на повеќемина членови на антикорупцијската комисија од претходниот состав, а причината за тоа беше јавниот притисок кој што се создаде по еден беше наречен интерен ревизорски извештај направен од УЈП. Јавното обвинителство соопшти дека отвора предистрага за тој случај. Имате некаква представа до каде е сето тоа? Немаме информации повеќе за тоа. А тоа е од некаков внатрешен интерес на комисијата? Извештај, од самиот извештај? Да. За вас велам сега. Како не, Државна комисија за спречување корупција нема внатрешна ревизија во рамките на секретаријатот, бидејќи има мал број на вработени, не мора да има, а може да користи од друг орган, а во случајот користи внатрешни ревизори од Управата за јавни приходи. Тие го проверувале системот на интерни контроли, како функционира и утврдиле дека има злоупотреба при исплата на средствата за надоместоци за патување. И мене ми е многу важно тоа, исто јас сакам да го видам и извештајот и да видам каков ќе биде исходот. Се договоривме да ги видам и процедурите за работа понатаму што во секретаријатот по сектори веќе отпочнавме да разговараме со секој сектор поединечно, кои надлежности се, по кои процедури работа, дали треба да се изврши промена на процедурите согласно новиот закон. Би била голема брука еден ревизор да биде председател на Државна комисија за спречување на корупција и да дозволи во своја куќа да има некакви неправилности од тој аспект. Задоволна ли сте од висината на вашата плата? Не сум ја видела уште. Со законот е определено дека ќе имате плата на подпредседател на собранието, а членовите на пратеник во собранието. Јас сега не знам точно која е разликата меѓу пратеник и подпредседател, претпоставам не е нешто многу голема. Пратениците имаат околу 60.000 основна плата, претпоставам некоја 1000 плюс подпредседателот. Дали е тоа плата што е во ред за вас и ќе ви дозволи на непристрасен, професионален начин, ослободена од било какви влијанија од надвор да ја вршите оваа позиција? Знаете што, мене платата не ми беше мотивација да се пријавам за председател. Јас и како ревизор имав одлична плата. Со многу мала разлика. Мирот не се купува со 2-3 дарки, 5.000 дарки разлика во плата. Ако тргнеме од платата, значи и до сега имав солидна плата, одлична плата. Колку ќе биде оваа, точно да бидам искрена, не знам. Меѓутоа, без оглед колку и да е, не ми остава простор да работам, да не работам непристрасно. Значи, јас ќе работам непристрасно, одговорно и отчетно и транспарентно, без оглед колкава плата има. Затоа што платата, ви кажам уште еднаш, апсолутно не ми беше мотивација. Дури и така во неврзани разговори со колегите кога конкурирав да и бев на тоа интервјуто, вика, што си ставаш здрава нога у трн, за што, мислам, стварно нема... Трн во здрава нога. Да, исто не е важно. Важно ногата е боцната. Значи, не ми е мотивација платата, како да ви кажам. Не ми е тоа пресудно дека треба да ми биде. Добро, ја спомнав платата затоа што на овие позиции луѓето и треба да бидат релативно добро платени, за да не помислуваат дека треба да земаат подароци. Затоа и во новиот закон е ставена на тој начин е регулирана платата во висина на плата на подпредседател и на пратеници и нема други надоместоци. Значи сега членовите на комисијата нема да земаат патни трошоци. Ако патуваат имаме 20 гости што патуваат за Скопје, нема патни трошоци, нема ништо. Единствено дневници за службен пат доколку се патува во странство, што е ред и во сите други органи на управа. Значи никакви други посебности нема.
Да. Во вашата прва изјава по давањето на свечената изјава по изборот, зборувавте на едно принципиелно ниво за тоа колку длабоко практично корупцијата ни има влезено во општеството, дека има станато практично модус вивенди, да ја наречам, начин на опстојување и на живот, и дека во отсуство на систем на вредности и на интегритет, дека луѓето за жал се повеќе го прифаќаат тој начин на работа, веројатно и не се свесни дека дел од она што го прават е корупција, независно. Тоа е за жал болест. Да. Ке можете ли да работите превентивно и на јакнење на свеста и на поединците, а и генерално на едно општествено ниво за и на тој начин да се искоренува корупцијата? Тоа е основната улога уствари на комисијата, да делува превентивно, да успее да го зајакне институционалниот систем, да работат институциите со свој интегритет, да не подлегнуваат на притисоци, да се ослободат дека работното место ќе им зависи доколку не се потпишат на нешто што е побарано од нив. Значи, затоа велам дека треба да се јакне свеста кај луѓето, но не само кај тие што се вработени, и кај граѓаните кои што ги бараат услугите. Да знаат дека некој им е должен да им ја заврши таа услуга, дека е негов сервис, нека тој зима плата за тоа, нека не треба дополнително средства да се даваат во вид на мито за да се заврши некоја работа. Затоа велам дека стана болест и начин на живот и луѓето се премногу толерантни. Едноставно така мора, не се замара, и јас така ќе дојдам до целта и крај. Иако реакциите, еве да речеме сега, по овој последен бран вработување на блиски роднини на функционери и јавноста, гласноста што ја добиваат овие случаи, покажуваат дека покажуваат дека сепак јавност има едно ниво на сензитивност. Мене тоа ме радува, Да, и дека можеби има простор да се работи. Да, точно. Добро, што е сега прво следно што ќе го работите? Значи, за вработувањето веќе отворивме предмети, за Министерство за култура отворивме предмети, почнавме договорни активности околу изборната кампања, тие ни се првите задачи. Паралелно го спроведуваме проектот за преселба на институцијата во друг објект. Каде се селите? Па се селиме, тоа е една зграда на ПУИ што е во непосредна близина на Министерството за надворешни работи. Тоа треба да биде, тоа се поголеми простори или? Поголеми простори. Поголеми простори и обезбедуваат соодветност за опремата, за хардверот што треба да се инсталира, компјутерите и така. Таа систем сала, како се вика. Тоа не е онака. Покажа интерес представниците на меѓународната заедница досега, беа дел од нив? Да, беа. Бидејќи претпоставам дека и власта ќе сака да ве стави во своите извештаи како важен бенчмарк, фере да се каже дека постапката прво и на донесување на законот беше инклузивна, потоа беше навистина транспарентен начинот на избор на вас како членови, а и првиот впечаток кој што го оставате во јавноста засега е навистина позитивен. Се чини дека Македонија конечно добива едно независно тело, барем сега на почеток, навистина независно. Да. Што ви велат амбасадорите што дојдоа на гости? Па сите се пријатно изненадени и срекни што тоа се случило во Македонија, имајќи предвид претходното искуство што го имале тука, и препорачуваат овој начин на избор, транспарентен начин на избор на нашата комисија како регулаторно тело да продолжи понатаму при избор на останати регулаторни тела, затоа што ќе обезбеди професионализам во работата. Например, еве нашата комисија составот е двајца ревизори, двајца членови се од од секретаријатот, еден новинар, ваш колега, и уште двајца колеги кои што доаѓаат од локална самоуправа, така да го имаме еден поширок опфат вака и искуство од како наша специјалност од претходно, што ни обезбедува добра работа за еднина. Би ветуваат помош, поддршка? Странците? Да. Доаѓаат со понуда за помош. Да речеме, еве софтверот конкретно побаравме да ни биде поддршка од
од странство, така да да го заштедиме малце, ќе видиме сега, да не зборам пред време, меѓутоа јас сакам се што може да ни покријат меѓународните институции, нека ни покријат да го си го заштедиме нашиот буџет малку. Замораме тука да можеме за вработување да побараме. При крај сме, каков ќе ви биде односот со медиумите и со јавноста? До сега сте многу транспарентни и отворени, предходните состави, овие последните 2-3 беа исклучително затворени, како во бункер многу тешко се доаѓаше до било каква информација. Како што почнавме, така мислиме да тераме. Иако претпоставам дека сега почетокот ви е напорен, но гумина вам лично ви звонат, ќе треба веројатно професионално лице да именувате кое што ќе ви преземе дел од овие обврски. Размислуваме во тој правец, како комисија да видиме да обезбедиме професионално лице, без разлика кој да е, дали јас лично или некој што ќе биде одговорен за тоа, битно е дека комисијата ќе биде достапна до сите, седниците ќе бидат секогаш отворени, транспарентни, јавни, тоа ни е обврска и според законот, така што мислам дека ќе имаме добра соработка, од една страна медиумите да не следат, а од друга страна да бидат и наш сојузник. Да. Добро, тоа е, мислам дека широк општествен интерес. Јас ви благодарам што вечерва бевте дел од 360 степени. Се надам дека ќе имаме шанса да ја продолжиме соработката и верувам дека овој прв печаток нема да се покаже за погрешен и дека практично и по таму извесен број месеци и години ќе можеме да констатираме дека навистина Македонија во вас го има првото вистинско независно антикорупцијско тело. Ви благодарам. Иако фере можеби да кажеме дека таму првите антикорупцијски исто така успева да се покаже. Да. Благодарам уште еднаш. Ве поканувам да останете на Алсат, по уште една пауза е саботажата. Да видиме што подготвил за вечерва Сречко Поповски. Лоцирањето на битката против непотизмот е од исклучително значење, особено за оние кои добро знаат како и од каде се спроведува таа програма, на која редовно се адаптира секоја власт. Проблемот веќе не е само во повлекувањето на лицата кои со помош на таа алатка се стекнале со работно место, туку во санкционирањето на тие што дозволиле такво однесување. Да бидем искрени, таму е проблемот во раководната служба. Ако раководителот не се согласи на нешто, нема да се случи надоле и нема да може да се врши притисок. Затоа изгледа навистина чудно кога се е оставено само на добра волја, без целосна ампутација на гангренозното ткиво, а хирургот, кому на крајот ќе му биде натоварена одговорноста, изразува само искрено жалење, ламентирајќи за судбината на оние што немаат своји роднини во некој од фотелите на конзилиумот. И болно е прашањето кога гледаме дека има 2, 3, 4 луѓе, членови на семејството, а некој чека. Освен задолжителниот длабок крес, во иднина без исклучок е потребна превентивна имунизација на сите функционери, со која никогаш повеќе нема да се случуваат епидемии од ваков обред. Но оние што премолчуваат дека таков проблем и тоа во изобилство има и во нивните редови, креираат амбиент во кој таквите форми на заштита ги сметаат за неадекватни, правејќи несвојствени паралели, се вклучуваат во групата која мисли дека здравието преку игла не влегува. За да не се збори за вакцините кои убива, треба да се зборува за вакцините кои спасуваат. Оти тоа е емпирија, за да не се дозволи владење на тој ендем кој во оваа земја е толку широко распространет, колку што е и негиран од кој било поранешен или актуелен функционер. Фришопот постоел, јас тоа не го негирам, но јас не сум учествувала во никакво доделување. Се додека не достига систем кој соодветно ќе ја истретира и доведе до крај таа приказна без крај, намета ќе бидат оние што прашуваат од освен непристоен и заканувачки тон. Не постои соодветен одговор. А вие зошто не работите во друга телевизија, но работите во ова телевизија? Мојата сестра е полнолетна. Не живее со мене. Тогаш би требало сите да бидеме задоволни, оти не се знае како би бил исходот, ако можеа да се вработуваат и малолетни,
Па баш затоа не е прикладно токму оној што е прв во хиерархијата над оној што го крева гласот, да се обидува да го релативизира целиот овој дунстерај. Не треба да се занимаваме можеби со дневно политички настани, него да ја гледаме широката слика. И на крајот, токму поради инсистирањето на широката слика, на малата е дозволено да се протнуваат манипулации, и тоа понекогаш, како и кај непотизмот, само поради сличноста на имињето. Последната награда која ја добија господинот Заев и Ципрас го носи името на фашистичкиот генерал фон Клайст, кој, за да биде иронијата поголема, бил командант на армијата која токму ја нападнала Грција и Македонија, односно тогашната Југославија. Основачот на Михенската конференција, Едвалд фон Клайст имал 19 години во 1941 година и тешко дека можел да биде генерал. На 22 годишна возраст во 1944 бил учесник во неуспешниот атентат врз Адолф Хитлер. Изгледа дека задолжителна вакцинација за политичарите е неопходна, ама не прво она основната. Против лаги. Гледавте 360 степени. Ви благодарам за вниманието. Останете на Алсат, погледнете ги и вестите. Ние повторно се гледаме в понеделник од 22.